Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва сме заедно со писателката Лидија Дочовска, Павловска, која што има и псевдоним, и тоа е еден необичен, интересен псевдоним, Преспана. Па токму моето прво прашање ќе биде поврзан со незиниот псевдоним. Вашиот уметнички псевдоним Преспана, се извинувам, носи силна символика. Се разбира дека се однесува на Преспа, од каде што и вие потекнувате, од каде што сте родени. Како настана овој псевдоним и што всушност тој значи, што вам ви значи лично? Дозволете ми на почеток и вас да ве поздравам и гледачите на оваа емисија. Добро вечер и на гледачите. Што значи псевдонимот Преспана? Јас не случајно го добив овој псевдоним. Знаете, кога една поетеса често се навраќа на својот избор на инспирација, мојата тематска доследност, преспанската тема, и поетите, колегите од поетската средина ме препознаа како автентичен глас на Преспа. А посебно со објавувањето на мојата поема Солзите на Преспана, за која на поетска манифестација, поетска везилка во Прилеп ја добив првата награда, што се одржува во чест на доаенот на македонската литература Блаже Конески. И од тогаш на повеќе манифестации колегите ме представуваа со уметничкото име Преспана. Значи, тие ве прекрстија, фактички. Тие ме прекрстија, точно така, да. И за мене ова име представува уметничка идентификација затоа што тој име ми го представува коренот, ми ја представува припадноста. И тоа што мојата фамилија Дочовци е една од најстарите што се доселиле во Ресен во 17 век. И затоа ми значи доста. Убаво што ни раскажавте, што ни кажавте за името Преспана. Јас и со второто прашање сакам да се навратиме малку на Ресен. Родени сте во Ресен, па колку детството во Преспа го обликуваше вашиот поетски сензибилитет? Често велите дека Преспа е ваш непресушен извор. Па ќе ве прашам, што најмногу ве инспирира од тој регион? Точно, јас сум родена во Ресен, а Ресен е едно мало градче каде луѓето сите се познаваме. Во Ресен, во таа мирна, тивка средина, јас живеев еден безгрижен детски живот, исполнет со радост и со смеа. И во таа мирна средина научив да ја слушам тишината на природата, научив да ги разликувам нијансите на природата, да ги чувствувам длбочините на едноставните нешта. Едноставните нешта и во животот ме прават среќна и жизнерадосна личност. Да ги чувствувам пейзажите на Преспанското езеро, мирисите на еболковите градини и така натаму. Јас кога во текот на моето школување, значи кога имав 9 години, мојот класен раководител предаваше македонски јазик. Често ни инспирираше, ни даваше задачи да пишуваме поезија и го осете тој мој емотивен наплив да можам да пишувам убави песни. Така започна и моето пишување за патронатот на Мите Богоевски на моето школо. Потоа пишував доста песни, значи и за Преспа, за Ресен. Учествував на разни литературни средби, на разни литературни конкурси, добивав соодветни награди, што представува соодветна сатисфакција за мене. Го редував и литературното каче на Радио Ресен. Значи, јас од тогаш почнав да ја живеам поезијата, таа стана дел од мојот духовен живот, значи пасија на мојот отниз животот. Јас едноставно, пошто и моите родители ме дарија со многу љубов, сакав преку поезијата фактички да ја споделам како човек личност и љубовта спрема луѓето, односно спрема читателите, затоа што секоја мисла има емоција, секоја емоција чувствата излегуваат од браздите на срцето и како резултат на тоа излегува книгата која од моја станува сечија. И тоа ме прави повдуховена, поблагородна, поплеменита меѓу луѓето. А инаку што се однесува до темите, како што рековте, значи, јас сакав во моето творештво да ги актуализирам
некои подзаборавени теми од историското минато, од митологијата. Сите во себе ги носиме спомените од нашиот роден крај и во тие спомени сакаме да ги доживееме и ликовите на личностите кои ставиле посебен белег во времето и местото во кое што живееле. Јас сакав на тие личности да им дадам една безвременска димензија. Значи, фактички нашата историја беше прекројувана, присвојувана. Мораме да му покажеме и докажеме на светот дека нашата историја, нашиот идентитет со гума не може да се избришат. Јас ќе речам само да се избрише прашината од трезорите на Преспа за културно-историското наследство. Има многу што да се извлече од Преспа, што да се научи. Значи, сакав да го отворам чекмеџето од Преспанската ризница, да ги извадам и нотирам, забележам одредени митски историски сознанија за да останат за идните генерации. Велат дека родното место и родителите, семејството, дека всушност имаат пресудно значење, пресудно влијание врз секој индивидуа, па и врз творецот. Ресен е едно интересно место, помеѓу Битола и Охрид, ама и не само тоа. Ресен е место покрај Преспанското езеро, на тромеѓето меѓу Македонија, Албанија и Грција. И вие не случајно пред малку проговоривте за патриотизмот. Може би патриотизмот е поизразен во граничните места на државата. Бидејќи вие сте најблиску до туѓината, до странството. Така. Што се вели на само чекор 2 до Албанија или Грција. И вие истрајавте во тоа, во вашето творештво, во вашата поезија, има многу патриотизам, има многу патриотски песни. Но јас сакам да ве прашам за нешто друго, за вашата професија. Вие сте правник, а всушност по душа сте поет, сте поетеса. Кога победи и што победи? Дали победи правото над поезијата или поезијата обстојува и покрај правото, бидејќи од некаде мора да се вади лебот, мора да заработуваме од секој од некоја друга професија, не од творештвото. Во право сте. Па поради тоа јас се посветив долги години на мојата професија како правник во Министерството за внатрешни работи, што значи моето работно време не се знаеше колку ќе трае, дали 8 или 24 сати, исто така и на фамилиарните обврски. Ради тоа, одредени литературни продукти излегоја покасно. Јас започнав претходно да учествувам на социјалните мрежи на одредени литературни конкурси и напишав некаде 60 песни и размислував околу тоа да издадам книга. Имав една професорка по македонски јазик која ми остави силен печаток и ги дадов песните да ги прочита. Таа ми даде позитивно мислење и почнав со издавање на книгата Солзите на Преспана и со нејзина промоција. Сакам да кажам само да ја покажам на гледачите, тоа е ова книга, ова е вашата прва книга. Мојата прва книга. Солзите на Преспана. Кога ја промовирав оваа книга во големата сала на општина Ресен, јас бев изненадена од широката читателска публика, од ресенската културна јавност, од многу гости, што фактички големата сала беше преполна од народ. Се изненадив и од тоа што поединци се јавуваа да прочитат некои од песните. Можам да кажам дека ме изненади уште трет факт што Македонската известителна агенција, представници од МИА, беа дојдени да ми направат интервју. Можам да ви кажам една анегдота околу тоа. Кога секретарот на општина Ресен ми викаше: Лидија, дојдите, чекаат од МИА, јас си помислив дека од возбуда голема дека се работи за некоја пријателка. Па добро, нека почекат, му викам. Нека почекат. Не бев свесна дека се работи за Македонската известителна, агенција. И поново доаѓа секретарот, па после размислувам дека кога сватив за што се работи,
Јас бев, значи, пресрекна и кога керка ми рече после кратко време, мамо, ти има на сите веб портали, јас се охрабрив тогаш и сватив дека морам да продолжам да пишувам. Тоа беше преломна точка, значи промоцијата на солзите на Преспана. Не за прв тука, туку продолжив со мои скромни истражувања во подалечното историско минато во времето кога престолнина на царот Самуил беше островот Свети Ахил на Преспанско езеро и така настана мојата втора поима Така љубеше Косара. Вие кажавте, не јас, дека работите во Министерството за внатрешни работи, а јас намерно не кажав, вие ќе знаев дека многу гледачи веднаш ќе почнат да ви вртат и да ви се јавуваат за ургенции, бидејќи ние сме таква држава, правиме многу прекршоци, па за среќа сега нема ургенции која се опрашање камерите. Но, навистина, може би затоа што работите во една сериозна институција, вие на еден одреден начин не бегате, туку себе си се надополнувате, дури би рекол се облагородувате со вашата душа, со вашата природа, со вашиот сензибилитет и убаво е што и покрај тоа што работите во една строга, принципиелна, со закони, омеѓена и потврдена институција, всушност вие сте правник, вие во творештвото наоѓате одишка и создавате главно поезија, стихови, книжите како алки на Гердан. Ви благодарам. И веднаш да кажам дека кај вас во вашата поезија се преплетуваат од една страна љубовта, од друга страна она за кое што и пред малку говоревте, митологијата, би рекол историјата, и родниот крај, неизбежната Преспа. Па сакав да ве прашам, како вие го градите тој поетски свет? Дали земате по малку, по едно камче, па го вградувате во мозаикот од сите овие сфери, зашто што е творештвото? Творештвото е животот, творештвото е авторот. И кога пишува за друг, тој всушност пишува за себе си, пишува за своето секојдневие, пишува за своите фантазии. Едноставно, како вие ги создавате песните? Намерата мене ми беше да направам минатото, да го донесам во сегашноста. Односно да направам една интеракција меѓу минатото и сегашноста во поглед на културното и духовно, материјалното и духовното наследство, како и во поглед на љубовта како универзална категорија, значи. И кога правам една паралела помеѓу минатото и сегашноста, заклучувам дека во тој поглед иконографијата, сценографијата, костимографијата се менувале со текот на времињата, но љубовта, односно чувствата што ги носат луѓето, се мост меѓу минатото и сегашноста. А кога се работи за силната љубов, да речам, интензитетот на чувствата останува ист, само се менува стереотипијата, начинот на манифестирање, начинот на однесување кон љубовта. Да речеме, ако некогаш се бранила преку двобој, во денешни услови, љубовта се брани преку артилеријата на мислата. Тоа е зборот. Зборуваме за интелектуален двобој. На некој начин тоа сакам да го постигнем. И да сакаме, не можеме да побегнеме ни еден чекор од Преспа. Постојано сме тука, се вртиме околу овој топоним Преспа, па и вие во вашето творештво, вие мислам дека ни за миг не можете и не бегате од Преспа, па затоа сакам да ве прашам, може ли преку поезијата, а тоа вие го докажувате дека може, ама малку за гледачите да го пообразложите, може ли преку поезијата и со поезијата да се зачува културното и историското наследство на Преспа? Бидејќи има многу начини. Сликарите тоа го прават со бои, актерите, театарски или филмски, со нивните улоги, а ние писателите
како предмалку што рековте, единствено можеме тоа да го направиме со и преку зборовите. Преку зборовите. Епа, како вие тоа го правите? Сте се зарекле ли? Сте се венчале ли со преспа дека до крајот на животот преспа ќе биде ваш основен лајт мотив и ваша првенствена и неизбежна преокупација? Во моментов, значи, емоционалната поврзаност меѓу мене и преспанскиот крај е голема. Значи, сакам да го зачувам културно-историското наследство преку пишување, затоа што тоа е идентитетот на Преспа. И преку моите теми, фактички, темите афирмативно делуваат на афирмација на културно-историското наследство на Преспа. Еве, например, да почнеме со темата Солзите на Преспана. Тука се работи за митот, за создавањето на Преспанското езеро. Од чии солзи од Преспана настанало Преспанското езеро, затоа што е давале за човек што не го сакала. И со ова фактички, со овој мотив, јас сакам да го задржам и да биде во пишена форма една од верзиите за настанување на Преспанското езеро, ни послужи, јас како член на Сдружение Женска солидарност во Ресен, во рамките на туристичкиот проект што го направивме во Сливница, за да го живееме митот за Преспана. Фактички ги вклучив и младите генерации од гимназијата да направат перформанс со поезијата за Преспана и Лабут. Тоа значеше за мене нешто што фактички и ме облагороди со тоа што практично таа поезија доби некоја друга форма. Со така љубеше Косара го оживувам, значи, една автентична историска љубовна приказна која настана на преспанските простори, на преспанското поднебје, љубовта меѓу Самуиловата керка Косара и Дуклјанскиот кнез Владимир. Вие почнавте да говорите веќе за вашата втора книга, така љубеше Косара, и слободно продолжете, ако имате уште нешто да додадете, па ќе ви дава можност полека да ги представите и другите ваши книги. Така, сакам да кажам дека за оваа љубов постојат и записи во Ватикан. Се работи за љубов чиста, непорочна меѓу Дуклјанскиот кнез Владимир и Самуиловата керка Косара, која се кронисала со брак, но завршила трагично, со смртта на кнезот Владимир и заманашувањето на Косара. Не знам дали е точно, но сум прочитала дека некои научници што истражуваат дека на Шекспир му било мотив баш љубовта меѓу Косара и Владимир за да ја напише Ромео и Јулија. Па јас не знам за Шекспир конкретно, меѓутоа знам дека во Црна Гора и премногу исто така се инсистира на оваа љубовна врска, на овие два лика, стожерни. Ова не го кажам случајно, во повеќе наврати кога сум бил во Црна Гора, таму ми говореле дека ние македонците и црногорците имаме нешто многу блиско и многу заедничко. И убаво е што вие во вашата втора книга се навраќате токму на ликот на Косара. Пошто сме кај книгата, би сакала и овој момент да го кажам. За поводот за книгата, значи 2016 година кога ја пишував книгата, фактички се навршува 1000 години од смртта на Дуклјанскиот кнез Владимир. Так. Тоа беше повод да се внесам со мои скромни истражувања во тоа време. Истата година во Ресен се промовираше монографијата на Светиот Владимир. Беа присутни представници од трите градови, Ресен, Бар и Елбасан. Присутен беше и еден од председателот на Дуклјанската академија на науките и уметностите, господин Сретен Перович, кој зеде учество и во монографијата Светиот Владимир, присутни од правосвештенството. Така да јас имав чест пред сите да ја читам поемата Така љубеше Косара. Тоа представува посебен момент за мене. Апсолутно. И убаво кажавте Ресен, Бар и Елбасан. Тој е фактички патот на Светиот Владимир. Так. Ајде малку да ни кажете нешто и за вашата трета книга, Крикот на пеликанот. И јас подоцна ќе ве потпрашам
со некои прашања за сите книги, ама сега да ги представиме книгите. Така. Крикот на пеликанот, значи го зедов пеликанот како еден од третиот символ на Преспа. Ако Преспанското езеро е еден од природните символи, јаболкото како главен производ, јас на пеликанот значи го дадов третиот символ, таа е една впечатлива метафора што кажува многу. Значи впечатлива метафора што ги отсликува не само еколошките проблеми во Преспа, туку што ги отсликува и селениците. Во самата книга го отсликува царот Самуил, неговата булка спрема својата војска, спрема изгубената војска и така натаму. Можеме покасно повеќе да кажеме. И сега доаѓаме до вашата четврта книга, Липите кај Сарај куќа. Да. Ајде малку за Сарајот, Ресенскиот Сарај. Ресенскиот Сарај е една раскошна градба, велелепна градба од времето на Младотурската револуција, која започнала во Ресен. Велат дека е изграден според една разгледница. Според една париска разгледница што е добил мајор Нијази Бека, иначе наречен и Ресенли. Значи тој сакал во Ресен да го вметне мали Париз. А јас за Сарај... Да вметне некоја француска култура. Во тоа е неговата авангардност, да речем, како човек пред своето време. А јас за Сарајот само да кажам, дека повеќе пати сум бил, посебно на фестивалот, на манифестацијата Актерот на Европа, така го знам Сарајот и од предната и од задната страна, но секојаш кога ќе поминам покрај Сарајот со автомобил и секојаш кога ќе се спомне, јас помислувам, ми се враќа ментално во главата сликата на чуновите. Има стари чунови во самиот влез во ходникот. Керамичка колонија. После има од керамичката колонија дела. Меѓутоа, тие чунови, колку се стари, колку се древни, чиниш се распаѓаат, ама не се распаднати. Тие се толку трајни. Така убаво што се навраќате на Сарај куќата, на Сарајот, ваш ресенски, единствен на вистина, една грандиозна, велелепна градба. Точно така. И доаѓаме до вашата петта. Не, кажавме четвртата книга, ја ставивме тука. Рековте, јас кога прашав која книга да издвоиме, ви рековте ова. Точно. А зошто? Поради вашата ќерка, ми рековте. На насловната страница е мојата ќерка Елена. Тај работеше, мислам, беше во една агенција што ја зема за модно издание, така. И со дека е авторска книга со починатиот Ванѓел Колозановски, кој што за жал неодамна почина. И тој фактички ми ја даде таа идеја, рече ќе ја ставиме тука вашата преубава ќерка, Елена. Браво, одлично, убава идеја. Тоа е авторска книга со Ванѓел. Се навративме на корените. Ванѓел Колозановски од Демирхиса, вие се тука близко. Така, ја сакал многу Преспа. Се навративме на некои овеќе ова преданија, устни преданија, но меѓутоа има и еден материјален доказ. Јас соработував за ова и со познат археолог од Ресен Игор Евтимовски, така да не случајно напишав некои факти, познати, и со моја имагинација, истражување, значи, и заедно со Вангелко, значи, со неговата имагинација ја направивме оваа книга Преспански легенди. Јас лично многу ги сакам митовите и легендите, бидејќи посебно кога се надградени, кога се уметнички, би рекол, надополнети, трансформирани, пресоздадени на одреден начин, бидејќи кој може да каже со сигурност дали некоја легенда била или не. Точно така. Јас искрено да ви кажам, еве да ги спомнам и мојот дедо Ламбе, кој тој ме чуваше кога бев мала, ми кажуваше разни преданија, искористив дел и од тие преданија, искрено. А многу ми се допадна, иако е тоа една хипербола, ама како компарација, многу ми се допадна кога кажавте за солзите од кои што е настанало и создадено Преспанското езеро. Навистина, многу солзи, како капки недобројни од дожд, можат да создадат едно езеро прекрасно, како што е Преспанското,
кое што и се прелева, односно водата од Преспанското езеро истекува и во Охридското езеро. Охридското, да. Ги поврзува еден тунел, еден канал Така. под Ридот, под Галичица. Да. Тоа е. Јас го нареков Преспанското езеро ради тој мит и како езеро на љубовта во легендата што Така, е. и ајде малку сега да побрзаме, да ги спомнеме и другите книги. Ехото на старите патеки, Вија Игнација. Поводот ми беше Вија Игнација. Одлично сте ги избрали темите, навистина. Но лајт Вија мотивот... Игнација не е кај нас многу обработена тема, за жал. Искрено прочитав дека постои идеја за некој проект за ревитализација на римската магистрала. Тоа ме потикна да, со мои скромни истражувања, пак да видам што имаме ние во Преспа од Вија Игнација. Кога прочитав, добив некои сознанија, значи фактички мене лајт мотивот ми беше ехото на старите патеки кој одекнало во Преспанскиот крај. Кај врвел патот Вија Игнација, кај вас во Преспа? Да, има сега пронајдени се траги кај Преспанското езеро со одливот на водата, да. Така. Преку Петринската планина, па од Кебуково кон Охрид. Од Кебуково, значи. Да. Значи, сакав тие археолошки наоѓалишта и пронајдени траги, како патната станица Скиртијана, Петринската патна станица, најдени се и други архитект во Козијак, значи, но преку ова сакав да направам, ми беше и една метафора да направам дека римската магистрала не е само патот, туку е едно животно патешествие, полно со попатни станици ни животот, полно со предизвици. Сакав тука да изнесам повеќе филозофски, психолошки мислења за смислата на животот. Како кај Андрич, знаците покрај патот, така и во сечи живот, и во сечија творештво, има многу патишта, патеки, патчиња, има и ендеци, амбиси, има и многу знаци, како што рековте, од сите страни, има многу цили и харибди, многу препреки. Но, затоа тука е Творецот да истражува, да талка, да лунза и да ги пронаоѓа бројните теми и преокупации. И вас ви честитам за навистина овој минуциозен избор на теми, кои го продолжувате со вашата збирка поеми и легенди. Значи, повторно легендите, ама овде и поеми. Со наслов Розите на Преспа. Розите на Преспа. Значи, тие има Николци пуштено уште додека јас бев мала. Но потоа расцвета, кога почнав да ги пишувам, тоа се први неносечката поема Розите на Преспа, а на другите имам направено една ретроспектива на предходните поеми во носечките книги со исто име. Значи, секоја фактички поема е автентична историска приказна со пулсира на свој начин, со свој звук, мирис, боја и со чувство на сите оние човекови вредности што на крај ќе ги спомнам како духовно богатство што се во нашата Преспа и во нашата Македонија. Сега сакам да кажам дека во оваа книга, книгата е збогатена, имате рецензии и тоа од респектабилни имиња. Имате објавено во книгата рецензии од академик Венко Андоновски, од академик Катица Чулавкова, од професор доктор Александар Прокопиев, од професор доктор Вера Стојчев-Скантич и писателот Велко Неделковски и други автори. Што сакам со ова да кажам? Оваа книга не е само поезија, убаво рековте пред малку. Оваа поезија е труд во кој што е содржан ваш посериозен ангажман, истражување, навраќање на Преспа, на легендите, но преку ваше авторско изразување, односно преку поеми. И кога сме кај вашите книги, сега малку да
се навратиме со некои прашања и за поотделни теми, поотделни ваши преокупации во нив. Например, во книгата Крикот на пеликанот, тоа е оваа книга, се чувствува силна еколошка порака. Па, веднаш да прашам, Жан Пол Сартр велеше дека творештвото треба да биде ангажирано. Тоа се однесува и на поезијата во случајот. Моето прашање е дали поезијата може и треба да биде форма на активизам? Дали ние треба да седиме на страна, да молчиме, да бидеме пасивни или да војуваме со нашиот меч, односно со нашите зборови? Секогаш, како што сум учела, јас и претходно и во историјата, поезијата била форма на активизам. Може би тивка, но силна. Моќна форма на активизам, затоа што таа ја буди свеста пред се. И преку емоцијата ствара емпатија и одговорност, посебно онаму каде што фактите не можат. Значи, според мене, поезијата инициира и на заспаната свест, мобилизира, апелира, алармира, односно поетот е народен трибун, гласник, кој што актуализира одредени прашања за одредени негативни состојби, појави за нивно побрзо решавање. И сега и оваа ваша книга, Преспански легенди, Преспанска езерска убавица, исто така има еколошки, покрај културните, културолошките, има еколошка мисија. Има еколошки конотации. А морам да ве прашам, често во медиумите се говори, се пишува дека Преспанското езеро е загрозено и тоа може несериозно. Од една страна со водостојот, нели, дека се намалува нивото на Преспанското езеро, но од друга страна се вели дека езерото се полни и со пестицидите со кои што се прскаат ресенските, односно преспанските јаболки. Со тоа се загадува почвата, подземните води, тие се влеват во езерото. Тоа се ето еден синџир. После ги јадеме ние тие јаболка. Се загрозува биодиверзитетот таму. Така, моето прашање, може ли, често велиме, може ли поезијата да го спаси светот? Може ли преку уметноста да се води оваа борба и за Преспанското езеро? Па поезијата минливото го прави во трајно. Значи, отпор спрема заборавот. Па може, ја менува свеста. Да, го чува значењето на Преспанското езеро. Символ е дека некогаш тоа езеро значело. Јас фактички сакав и преку тие еколошки пораки да истакнам дека е неопходно студиозно да се размислува, темелно да се размислува и да се донесе една стратегија со која конечно ќе дојде до решавање на тој проблем, а не да се крпи година за година. Затоа што Преспа беше гордост на Македонија, туристичка атракција, магнет за младите, кои што во Преспа одржува разни надпревари, со разни содржини, игранки. Значи, живееше Преспа едно време. Јас сакам покрај еколошката порака, сега кај што сме тука и ги спомнавме младите, сакам да кажам дека крикот носи една друга социјално-емотивна порака ради исчезнувањето на младите од тој простор. За жал. Го зедов пеликанот и како символ на таа порака ради тоа што тие доаѓаат на 15 април, заминуваат 15 октомври и при нивното заминување последниот ден... Како птици преселници. Да, птици преселници прават еднодневно обкружување на Преспанската котлина. Значи, тоа го отсликува крикот на иселеникот по својот роден крај, а крикот и на луѓето што стануваат тамо. Таков крик носам и јас. Мојот син Бојанчо е во Австралија, мојата ќерка Елена е во Германија. Значи, јас сум представник на сите родители што ги изгубиле своите чеда, на едни оставиле едни прекинати корени, недоискажани приказни, за да бидат крај нив, да живеат со нив, затоа што за мене тоа е смислата на животот. Убаво што подсетивте што беше некогаш Преспа, Преспанското езеро, за жал,
што е денес, јас лично прв пат стапнав и не само стапнав. Влегов во Преспанското езеро во 8 одделение, по завршењето на 8 одделение. За жал, и се давев таму кај трските, но штом сум тука, се заврши среќно. Јас сум имала таков случај. Да, и го памтам Ресен, го памтам Преспанското езеро и по феријалното одморалиште. Вие ме подсетивте, каде што беше преполно со млади живот, дел од тие млади. Подоцна бев и јас по втор пат, значи прво како ученик, потоа и како студент. Преспанското езеро беше центар на младост, на младите. Точно така. И со детското одморалиште во Самати. Да, да. Претор тука во близина. Во Претор. Сега, во вашето творештво, како и сите ние другите творци, постојано балансираме од една страна меѓу традицијата, од друга страна современоста. Тоа го правите и вие, и тоа се гледа во сите ваши книги. Например, во Така љубеше Косара, не случајно се навраќате на историските димензии. Но, нешто е цело време заедничко во сите ваши книги. А тоа е вашиот женски глас, вашето женско писмо. Дали пишувате од лична или и од колективна перспектива? Јас знам дека ќе ми кажете едното и другото, но сепак авторот, кога проговорува гласно и јавно, јас мислам дека првенствено тој поаѓа од себе си. И дека неговото јас е примордијалното. Тоа е битното. Точно. Инаку, ако пишува за другите, тоа ќе пишува некакви си манифести, политички говори и слично. Ама кога пишува поезија, тој пишува од својата душа, од своето срце, го следи својот внатрешен ритам и следи своите мисли и првенствено се обраќа на себе си, односно на својот двојник, па потоа на сите други. Точно така, а посебно тоа што во Преспа тој женски глас е обоен со традицијата, тишината, силината. Фактички, преку мојот глас е многу неискажани женски гласови од Преспа. Посебно таму каде што жената знае да молчи и да трае. Јас и преку мојата професија, тој женски глас го иницирам преку одржување на одредени работилници за некаде како ментор, некаде како интерактивно за родовата еднаквост, превенција од семејно насилство, улогата на жената во рано препознавање на криминалот, подршка на жените во предприемништво и друго. Лидија, велат дека има писатели, наши колеги, кои што секој ден мора да напишат барем по еден стих, по еден ред, ако не и една и повеќе песни. И тие велат дека тоа е дисциплина. И обратно, спротивно на ова, има автори кога пишуваат тогаш кога ќе имаат инспирација, кога ќе имаат идеја. И може да се случи да не пишуваат со месеци, да не речем и со години, и одеднаш после, како лава од вулкан, како ерупција, да напишат и 5, и 10 песни, и циклус, па и книга. Постојат амплитуди во творештвото. Како пишува Лидија? Да, како пишува. Дисциплинирано или кампањски? Искрено да ви кажам, тука нема некоја, да речем, граница, затоа што ми се случува емотивниот наплив кога ќе дојде, значи, еве, кога сум одела на работа, сум ја посетувала црквата Свети Ѓеоргија, ми била тука напад, сум сакала да се израза молитва. Доаѓам на работа, веднаш ги оставам стварите и ја пишувам песната молитва. Сакам да кажам, кога емотивниот порив некогаш доаѓа инстинктивно, значи веднаш пишувам поезија, но меѓутоа моите теми захтеваат малце проучување, истражување, сондирање низ преспанските простори, односно тоа собраниот материјал да се абсолвира во мене, да ферментира, па тоа да излезе напишано на хартија. Инаку, денес,
писателите најбрзо и за сигурно седнуваат и пишуваат тогаш кога има рок, кога ќе добијат задача, Мене тешко ми оди тоа така, обврска, одредена задача. и тогаш мора тоа да го завршат Така. во еден одреден период. Така. Сакам да ве подсетам. Вие често настапувате на бројни манифестации, фестивали во Македонија и во странство. Зошто? Затоа што ви е битна публиката. Тој контакт со публиката. Инаку, ако пишуваме само за себе си, тоа што го пишуваме, ќе го складираме во некакви наши споменари, тетрадки и слично и ќе стои таму некаде во некоја ковчеже. Но, штом го објавуваме, значи се обраќаме на читателите. И последното прашање што сакам да ви го поставам за вечерва е што ново создавате, што ново пишувате, што да очекуваме. Вие ќе рековте дека работите на проекти, плански. Сакам да спомнам дека Добро. јас имав еден мој проект Преспански вечери, Преспанска молитва, каде тој проект започна во Скопје, во Дом на Арама, со моето членство и во Сдружение на ветерани од безбедност и одбраната. Така. На тој проект имаше, значи, доби една сериозност, организацијска поставеност, со тоа што беа вклучени луѓе, презентација на моето творештво имаше од страна на големиот актер Благоје Чоревски. Промоцијата ја отвори мојот подпредседателот на Сдруженијето, а мој професор на правен факултет, професор доктор Ѓорги Тоновски, преку видео бим имаше инсерти на Преспа, сето тоа како музички фон го пратеше големиот народен уметник Стефче Стојковски македонски. Истото и сето медиумски покриено, исто и во офицерски дом во Битола, медиумски покриено. Јас значи сакав да ги спомнам, да го спомнам тој мој проект. Сакам за Преспа да оставам еден духовен тестамент, иако темите се од локален карактер, но меѓутоа моите пораки се универзални на љубов, човеколюбие, родолюбие, светост, побожност, емпатија, хуманост. Така сум израстена, така ме воспитувале родителите, тоа и го пишувам во книгите. Велат дека нема локални теми, дека сите теми се универзални и космополитски, се разбира, бидејќи сите говорат за универзални категории. Животот, љубовта, осамата, заедништвото и слично. Ќе ве замолам на крајот со еден од овие фломастери тука да ми се подпишете и да напишете една порака. Со една на оваа порака. тетрадка. Не ве подготвив, се извинувам, ама еве Ми сега. го давате црвеното, добро, може. Па обично жените ја избираат таа боја, велат дека е боја на љубовта. Точно и за тоа ќе напишам. Добро. Кога би ме прашале, ајде да видам што не ве прашав. Која е љубовта? На твојот живот? Ајде да го видиме одговорот. Човекот? Браво. Многу убаво е човекот, точка, па сега нека нагаѓаат гледачите кој е тој човек. Дали човекот воопштено, универзално или со име и презиме. Значи, смислата на твоето животно животно патешествие, да се биде човек до човек. така. Значи, оно универзалното, да се носи човечкото во душата, а не да се испуштат зверот од душата, да бидеме сите сплотени. Ама за жал, да биде денеска се помалку како да го има човекот човек до човек. и ќе треба да го бараме Треба да се како подпишат Диоген, цело име да и се презиме. подпишете, како Диоген на улица, ама ние изгледа ќе треба да го бараме човекот со некоја лупа со голем диоптер. Бидејќи за жал се помалку го има Точно човекот така. и човекувањето. Отуѓувањето е присутно меѓу Присутно е, луѓето. апсолутно. Можам и тука и Преспана да напишам. Може. Псевдонимот не сум го напишала. Може. Ете така. Лидија, сакам и со рак. Тоа го правам Ви со благодарам сите од гости, срце. да ви честитам на вашиот досегашен труд, ангажман, ама да не застанувате овде. Да продолжите, да ги нижите, да ги редите овие книги
бидејќи тоа го правите плански, систематски, има уште многу теми што не се опфатени, Само мала а дигресија. Преспа тоа го бара и го заслужува. Повелете. Следната моја книга се вика Преспански Гердан. Така. Тоа се сите села, сите населени места во Ресен. Што има многу необични имиња. Необични имиња. Јас дури памтам некој, кога минувам покрај езерото, велам, како може ли овие имиња да ги измислат, да ги Тие си имат крстат? своја легенда. Сите си Јас имат, сите ги така е. читам и проучувам, за да можам да ја напишам, па имате како Од што Ресен, треба. кога се оди кон Отешево, Така. сите села, сите места имаат многу Имат оригинални некои устни имиња. преданија. Така. Благодарам, Ви Лидија, благодарам за на поканата. овој вечерашен разговор. Чест и задоволство ми беше. Благодарам.